Господине премиер, имајќи во предвид во последниве неколку дена што се вие направивте на полето на заштита на македонските интереси, како овде, така и надвор, имајќи во предвид како е формирано новото парламентарно мнозинство, јас се сомневам дека вие со љубов и со ревност работите за оваа татковина наша. Поготово што последниот гаф кој го направивте некни во Бугарија, кога се поклонивте на споменикот на цар Самуил, кај што пишуваше цар Български, и висок е така прилично, а на овој истиот овде споменик на цар Самуил фрлавте бои. Ако е тоа љубов и ревност кон граѓаните на Република Македонија, тоа добро. Во контекст на ова, сите ваши досегашни министри во овој изминат период што работеа, чупме што работеа. Се укина екстерното образование, не знам дали сте информирани, сите што беа двојки и тројки станаа петка, а петките останаа петки заради баланс. Ова дисперзираните студии се укинаа, се надевам дека студентскиот пленум ќе излезе на улица па ќе каже нешто. Господинот Тевдовски пеш одел на работа заради пиарот кој сака да си го обезбеди, се надевам дека собранието можеби или владата ќе му обезбеди некоја паричка плюс да не оди пеш, за да може поскоро да ги сработи реформите кои се во ова. Многу луѓе и од ова лева страна имат еден куп глупости истресено во минатото, па продолжуваат понатаму со работата во интерес на граѓаните. Една работа. Сите предложени кандидати. Со ова не сакав да изразам непочитување. Не сакав да изразам непочитување. Целта ми беше дека беа испорачени доста навреди, а сепак се обидуваме сите да работиме во интерес на граѓаните. Повлекувам, ако некој сум повредил, не ми беше намерата да повредам. Сите предложени кандидати ќе работат исклучиво во интерес на сите граѓани, без разлика на нивната припадност, етничка, политичка. Сите граѓани ќе работат во интерес на сите кандидати ќе работат во интерес на државата. Институциите тие што носат одлука. Заврши времето на популизмите. По било кое прашање, на крајот парламентот носи одлука. Граѓаните носат одлука.